Многу малку ќе реплицираме со цифри, бидејќи се тие стравични и тука не навлегувам во периодите на владење на било која власт. Страшно е тоа што се случува на Република Македонија, страшно е тоа што особено во периодот од овие 10 години се скрши кичмата на Република Македонија, бидејќи ни отиде младоста, ни отидоа тие кои што требаше да работат и тие кои што требаше да раѓаат деца. Импликациите од ова што веќе не е екзодус, туку е евакуација и бегање од сопствената држава, допрва ќе ги одсетиме во наредниве 10 до 15 години, кога ќе престана да ни се полнат пензиските фондови, кога ќе престана да ни се полнат фондовите за здравствено осигурување. И онака трагичната состојба во последниве 10 години во тие фондови допрва ќе биде импликација. Она од кое што не можете да избегате, без оглед што зборувате, е дека ВМРО-ДПМН е 10 години на власт во оваа држава. 10 години спроведувате она што вие го велите активни мерки. Јас лично не можам да ги видам, меѓутоа ценам, вие ги квалификувате така и во периодот на тие активни мерки нам ни се случува оваа евакуација на младите од Република Македонија. Ајде да зборуваме многу малку за цифри. Неспорно е дека во Република Македонија постоел тренд на иселување. Според ОЕЦД, органот Светската банка, која што сакате да ја споменувате кога е doing business во прашање, во периодот од 2006 година просечното иселување е 7524 граѓани годишно. Во периодот од 2006 до 2013 година е 12784. И се фалите со активни мерки и еве вчера со сите фанфари, тапани, зурли, doing business се зборуваше по пропагандистичките медиуми провладени во Македонија. Doing business значи дека може да отворите фирма за 10 минути, ама не кажува дека во наредниот саат или ќе ви дојде инспекција да ве казни, или ќе ви дојдат рекетари да ве рекетираат. Всушност, и Субрата Рој отвори фирма за 10 минути. Тоа се две различни работи, баби и жаби. Сосема на крај. Во вашите дискусии дадовте две тези. Првата е дека е приватизацијата од 90-тите, во која што партиципиравте и вие, да не се лажеме, виновна за екзодусот на македонците. Втората дека тоа било светски тренд. И ги споменавте Бугарија и Романија. Најголемиот екзодус во Бугарија и Романија беше во 90-тите години, кога на чело на тие држави, исто како во Македонија, кога е најголемиот екзодус, имаше мафијашка и криминална власт.